Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование. И денеска со учениците од 6 оделение ќе го финишираме материјалот, односно ќе завршиме со материјалот кој што е предвиден за 6 оделение. Што значи дека и покрај условите во кои бевме принудени да се најдеме, денеска ќе ја сработиме последната лекција од последната тема, а со тоа и ќе завршиме со материјалот за оваа година. Па така, денеска ќе завршиме со пропаѓањето на римската држава. Ако се сеќавате, во 6 оделение вие материјалот го започнавте со тоа што е историја, се запознавте на каков начин се изучува историјата, поделбата на историјата, учевте многу работи почнувајќи од првите цивилизации, античка Грција, античка Македонија, Рим и гледаме дека полека доаѓаме до крајот на материјалот за кој што ни е предвиден, па така ќе работиме денеска за пропаѓањето на римската држава. И се сеќавате, кога зборувавме за римската држава, кажавме дека е создадена во 753 година со создавањето на градот Рим. Со тек на време римската држава успеа да се прошири значително, да стане најмоќна и најсилна држава во тогашниот свет, да биде држава на 3 континенти. Меѓутоа, една работа треба да знаете, во историјата тоа е секогаш докажано, а тоа е дека секоја држава која што е создадена со употреба на сила, тогаш ќе се распадне. Тоа е случај со поголемиот број на држави или речиси со сите држави из историјата, па така тоа ќе биде случај и со Римската империја. Да видиме ние што е тоа што ќе придонесе да се распадне Римската империја. Веќе неколку пати ви имам кажано, а тоа е дека секој историски настан се има повод, причини и последици. Ние треба да видиме кои се причините за пропаѓањето на римската држава. Сега, пред да продолжам понатаму, само да ве потсетам, а тоа е дека сите слайдови кои што ги гледате, дека треба да се ги запишувате. Сега, веќе кажавме дека секој историски настан се има свој повод, причини и последици, а ние да видиме кои се причините за пропаѓањето на римската држава. Како што може да видите, постојат внатрешни и надворешни причини. Односно, внатрешните причини се предизвикани од состојбите внатре во римската држава, додека надворешните причини се причини кои што се предизвикани од надворешен фактор. Сега, внатрешните причини во најголема мера всушност представуваат лоша економска положба на населението во Римската империја. Тоа е временски период кога империјата не војувала како што војувала во минатото. Односно, голем број на приходи кои што биле добивани за време на војна. Ти знаете дека кога се почнувало да се војува, една од главните причини за војување била грабежот и богатството кој што требало да го земат војниците после битката. Такви војни имало се помалку и помалку, па така голем дел од тие приходи кои што во минатото доаѓале благодарение на војната и на војувањата, сега за жал ги нема. Па така тоа ќе придонесе владетелите од некаде да ги добијат тие приходи кои што во минатото ги добивале од војната, па така
нормално дека таквиот терет ќе падне на грбот на обичните граѓани и поради тоа владетелите ќе го зголемат бројот на даноци. Меѓу другото ќе бидат зголемени и даноците воопшто, значи тие што постоеле биле зголемени, а плюс биле воведени и голем број на други даноци. Било разрушено стопанството. Тоа значи дека земјоделието не било на ниво од претходните години и векови во Римската империја. Зошто? Бидејќи земјоделието во најголема мера се базирало на работата на робовите. Односно, робовите беа тие кои што го одржуваа земјоделието, а со неможноста на водење на војни, така се појавила неможност и од доведување на нови робови. Оти во целина Римската империја робовите ги добивала повторно од војните, значи населението кое што било заробувано таму каде што тие војувале, значи било претварано во робови. Така, робовите се намалувале, земјоделието стагнирало и империјата се нашла во криза. Тоа ќе придонесе да не се развива ниту занаетчиството, покрај занаетчиството трпела и трговијата и така империјата се нашла во една тешка економска положба. Таа економска положба ќе биде уште повеќе искомплицирана со нападите врз Римската империја од страна на варварските племиња. Зошто варварски племиња? Терминот варвари се употребува за нецивилизирани луѓе, луѓе кои што имаат ниско ниво на култура и луѓе кои што едноставно се грижат само како да дојдат до било каква екзистенција, меѓутоа да му наштетат на другиот. Така тие ги замислувале варварските племиња, не биле образовани, не биле културни и така натаму, и затоа ги нарекувале варвари. Тие варвари живееле покрај границите на Римската империја, претежно тоа биле германски племиња, имало и словенски племиња, подоцна ќе се појават и други племиња, и тие постепено почнувале да навлегуваат на територија на римската држава и така дополнително ја комплицирале и така комплицираната состојба во која се наоѓала Римската империја. Така, во 376 година започнува еден настан во историјата познат како големата преселба на народите. Така, за време на тој голем настан на територијата на Европа ќе дојдат голем број на племиња кои што ќе нападнат Римската империја. Ќе се вратиме на претходниот слајд да се да се објасниме со една работа која што се нарекува почеток на големата преселба на народите, а тоа е овој настан кој што ќе се случи во 375 година. Ова место помеѓу Каспиското езеро и помеѓу планината и реката Урал се нарекува порта или врата на народите. Тука ќе се одигра една позната битка помеѓу хуните и остроготите, и после оваа битка и после оваа победа на хуните напредуваат кон територијата на Европа, ја гледате стрелката, кон територијата на Европа, се стационираат во областа наречена Панонија и ја напаѓаат Римската империја. И така безбедноста на Римската империја е нарушена. Но хуните нема да бидат единствени, да кажам, варварски племиња кои што ќе ја загрозат територијата на Римската држава. Римската држава веќе била ранлива, па така германското племе Визоготи во Рим во 410 година влегува и го освојува градот Рим, а вандалите навлегуваат во градот Рим во 455 година и го
исто така не само што го освојат, туку и го уништуваат. Ќе видиме што се случувало за време на навлегувањето на вандалите во Рим. Како што може да видите и на слайдот, нападите на варварските племиња имале исклучително ограбувачки карактер. Тоа значи дека они немале за цел или намера да создадат држава таму каде што ќе освојат територијата, туку навлегуваат, земаат богатство, ограбуваат и бегаат назад. Ова е најпознатиот хунски водач Атила, кој што ќе почине во 453 година. Сега, ви кажав дека во 455 година Рим ќе го освојат племето Вандали. Вандалите останале запаметени во историјата по еден навистина невкусен начин на третирање на културните знаменитости. Односно, тие не ни знаеле што означуваат тие културни знаменитости, па така сите статуи, споменици и така натаму кои што потекнувале од античкиот временски период, тие ги рушеле. Па така терминот вандализам, затоа вие напишам во заградата, и ден денеска тоа означува рушење на културно-историските споменици, и ден денеска се употребува како термин за нецивилизираност. Тоа добро да го запаметите. Сега, веќе кажевме дека империјата се наоѓала во една тешка состојба. Ако се подсетиме, ќе видиме дека причини за поделба имаше две, внатрешни и надворешни. Ги објаснивме и внатрешните, ги објаснивме и надворешните. Односно, лошата економска положба на населението, неможност за освојување на нови територии, лошата положба на робовите, слабо да кажам третирање на земјоделието кое што беше поврзано со положбата на робовите. Исто така трговијата и занајчиството беа во еден навистина драматичен пат. Исто така тука беше и навлегувањето на варварските племиња. И во една таква состојба, во една таква ситуација, тогашниот римски император Теодосиј решил дека треба империјата да се подели на два дела, бидејќи е невозможно да се управува. Па треба исто така и да се напомене дека Римската империја беше навистина една огромна империја. Само оваа карта ми требаше. Значи гледаме дека се протега од една вистина мега империја од Атлантскиот океан тука на запад, па се до областа Месопотамија на исток, и гледате тука влегува и територија од Северна Африка. Тоа беше навистина една огромна империја, и во една таква состојба еден император не беше во можност да ја контролира толкава Римска империја, и затоа римскиот император Теодосиј, еве го, сметал дека најдобро е империјата да се подели на два дела. Односно, да ја подели на своите двајца сидови, Аркадиј и Хонорий, односно на Аркадиј да му припадне источното Римско царство, а на Хонорий да му припадне западното Римско царство. И така, во 395 година е поделена империјата, и од тогаш па натаму империјата функционира како две држави: Источно Римско царство, кое што во историјата подоцна ќе биде запаметено и како Византија, и Западно Римско царство. За жал, Западното Римско царство после без малку едновековно обстојување, некаде 80-ти на години, ќе пропадне, додека Источното Римско царство ќе продолжи да обстојува уште 1000 години потоа. Сега треба да се напомене дека таа криза која што го дрмала Римското царство започнала уште на почетокот на 4 век. Затоа, ако се сеќавате,
римскиот император Константин Први Велики во 330 година ја префрли престолнината од Рим во Константинопол, па така во таа 330 година Константинопол беше нова престолнина на Римската империја. Значи, во времето кога империјата е поделена, всушност Константинопол е нов римски главен град. Мислам, нов главен град на римската држава. Во таа смисла се мислеше тоа, бидејќи без разлика што престолнината е во Константинопол, во историјата се уште е позната како римската држава. Зато на таков начин се изразив пред малку. Сега да видиме што ќе се случува после пропаѓањето на после поделбата на Римската империја. Па така, уште во 3 век започнале германските варварски племиња да навлегуваат, но државата постепено ги одбивала, па дури и еден римски владетел Хадријан изградил ѕид познат како Хадријанов ѕид, но и тоа не било доволно да и Римската империја се одбрани. Во исто време, во империјата се појавиле повеќе буни и востанија. Па така, германски наемници во 476 година, предводени од еден војсководец по име Одоакар, всушност го симнуваат од власт Ромул Августул, кој што бил последен римски владетел. И така, во таа 476 година е соборен од власт Ромул Августул. Еве го Ромул Августул, гледате, носи славно име, во неговото име се состои името на еден од основачите на градот Рим и нормално познатата августска титула која што прав ја зеде познатиот Октавијан. Па така, по неговото симнување од власт, практично се смета дека во таа 476 година завршува пропаѓањето на после таа 476 година се смета дека пропаѓа стариот век и започнува еден нов период познат како среден век. Што значи? Завршува една ера, започнува нова ера. Па така, историчарите се согласни дека во таа 476 година и официјално започнува средниот век, а завршува стариот век. Па така, идната година, мислам во 7 оделение, кога ќе дојдете, ќе се сретнете со настаните кои што се случиле во средниот век. Па така, завршуваме со Римската империја, на тој начин Римската империја пропаднала, на тој начин завршува Западното Римско царство, а ќе продолжи да обстојува Источното Римско царство се до 1453 година, кога ќе биде освоено од турците османлии. Од прилика тоа е тоа за оваа лекција, од прилика тоа е тоа за оваа тема, од прилика тоа е тоа за оваа година. Се надевам дека историјата како предмет ви беше доволно интересен и се надевам дека ќе продолжувате да ги освојувате знаењата по предметот историја и идната година кога ќе бидете 7 оделение. Од прилика тоа е тоа. Се надевам дека ова што го кажевме дека го совладавме.